Заглави процедурата за трансформирање на поранешниот работнички универзитет Ленин во Кочани. Натрупаните обврски за придонеси и плати за двајцата преостанати вработени стануваат закана за буџетот на општината, која ги презеде ингеренциите околу трансформацијата, а со тоа и долговите на образовната установа. Формално правно просториите преминаа во нејзина собственост, со што грижа треба да води и за функционирањето и финансирањето на новата образовна институција што треба да се формира. Превисоките долгови на поранешниот универзитет ја подзапреа постапката додека во меѓувреме се бара решение за неплатените долгови кон државните фондови. Од локалната самоуправа велат дека се бара начин како да се обезбедат пари за реконструкцијата на објектот кој сега е во лоша состојба. Ќе настапиме до тој потенцијален донатор за да видиме дали ќе ни обезбеди средства да се санира и кровот, да се санира и влагата и да го направиме на покултурно место. Дори размислуваме и за од просторите што ги да направиме убава сала за седници на совет и така натаму. Значи да оставиме во функција повеќе отколку што е сега. Торај тоа што навистина сега двајца собственици, ние сме собственици на салата, они се собственици на горниот дел, не можеме да реагираме на тој начин како што треба да се реагира. Според законските одредби, предвидено е средствата за финансирање за работењето на новата образовна установа да се обезбедуваат од собствените приходи за извршени услуги, како и од наменски дотации од буџетот на државата, од подароци и други донации. Во Македонија треба да се трансформираат 20 вакви поранешни работнички универзитети, а со оглед на одвивањето на процедурата се очекуваше Кочанскиот да биде меѓу првите.